Благодарам, потпредседателе, почитувани колеги, почитувана заменик народен правобранител. Иако е ова извештај на народниот правобранител за 2019 година, поради оправдани причини кои што претходно и моите колеги и председателот на собранието ги кажа и за претходните извештаи кои што беа, го разгледуваме сега во овој период, а го очекуваме и е во собраниска процедура извештајот за 2020 година. Сметам дека ваков важен извештај на ваква една важна институција во државата не смее да помине без дебата во собранието, особено затоа што, ако и самите знаеме дека заштитата на човековите права е уставно загарантирана категорија, но и по однос на заштитата на човековите права во секоја држава се цени демократскиот капацитет на државата, но и функционалноста на институциите и колку тие институции разбираат што значи права и слобода на граѓанинот. Значи, тука говориме за индивидуални права, разбереме, не говориме за колективни права. Може би тука одредена форма има правичната и соодветна застапеност, но јас со години наназад говорам за извештајот на народниот правобранител и тука имам своји видувања и забелешки по имплементација на тоа право. Тоа е колективно право, а сметам дека народниот омбудсманот, како секаде во светот, така и тука треба да се занимава исклучиво со индивидуалните човекови права, без разлика на неговата верска, политичка и не знам каква припадност. Значи, како што кажав, омбудсманите во светот, тоа го каже и професорката, се така силна и моќна институција, и секоја државна институција стрепи по однос на самите извештаи што ќе напише народниот правобранител. И тука ние, и во претходните состави, проблемите по однос на финансирање и самиот начин на организирање на народниот правобранител како и власт и опозиција сме го коригирале, сме направиле нов закон, сме направиле дополнително финансирање, говорам за годините наназад, но она што сакам да го потенцирам, го говоревме многу и на самата комисија за политички систем, немаме сега за жал толку време, и да ви порачам на вам дека оваа институција е една од ретките институции во државата во која што, согласно анкети направени, во која што граѓаните имаат значителна доверба. Тоа имаат значителна доверба, значи покажуваат и бројките на представките кои што ги имате и по кои што вие како институција реагирате. И се дел решени, дел останале нерешени. Но како и да е, сакам да потенцирам дека извештај секоја година навистина ги анализирам, сакам да ги анализирам и ги анализирам извештаите на народниот правобранител. Еден од ретко добрите извештаи по однос на содржина, но и форма. Јас така ги ценам сите извештаи кои што доаѓаат во собранието. Кажав на комисијата за еден извештај од една неславна институција како ни дојде без фискални импликации, без во прво лице еднина и така натаму, да не говорам, ова е тоа што нам како пратеници, но и како граѓани кои што сакаат да разгледаат, значи не мора да го гледаат само наративот, туку може да ги погледнат и графиконите по однос на видат колку многу граѓани реагирале, колку народниот правобранител решил случај. Значи, сте имале 3550 предмети, методолошки конципиран, одличен извештај, кој што може добро да се проучи. На страна 165, каде го имате практично и графиконот по однос на забелешките од страна на граѓаните, можеме да видиме каде е најлош случајот и најголемите прекршувања на човековите права. Тоа е правосудството. И, значи, сите извештаи кои што доваѓаат и од странските организации кои што не мерат по однос на заштита на човекови права и така натаму, еве и вие како наша домашна институција сте го констатирале по однос на бројот на представки дека во правосудството нешто не е во ред. Најголем број на представки имате токму од правосудството. Значи, имаме представки од сите области. Мене, она што најмногу ме заинтригира
во вашето представување на комисијата, кога кажавте дека 28% од препораките, бидејќи вие работите со препораки, вие не сте репресивен орган, 28% од препораките на народниот правобранител не се прифатени. Од тука ги поддржувам на искажувањата на колегите дека кога ќе се разгледува извештајот на народниот правобранител, треба тука да бидат присутни, ако не целата влада, тогаш оние институции кои што не реагирале, да направиме доколку има потреба и некаква законска интервенција во која што и ние, а и вие ќе ги прашувате институциите зошто тоа не го сториле. Значи, само еден пример ќе дадам, дека практично во Министерството за образование и наука го имате посочено како институција која што не одговорила и практично ги игнорирала вашите забелешки. И по однос на образованието, на страната 42, она што го говорам често пати, а вие го потврдувате, дека правото на инклузивно образование на децата со посебни образовни потреби со солидна законска регулатива, значи законската регулатива е солидна, но нужно потребните услови за практична реализација во основните училишта. Што сакам да кажам? Кога го носевме законот за основно образование, сите ние и власт и опозиција го гласавме. Значи, имаше широка поддршка тој закон. Но, како опозиција предупредувавме тогаш дека не е само да го донесеме закон, ова честопати го говорам, туку и тој закон треба да биде справедлив. Тој закон и вие констатирате по однос на предпоставките дека не може да биде справедлив заради X причини. Прво, физички, нели, немаат пристапни рампи, така натаму, значи се согласуваме тука дека не секогаш значи дека законодавството треба да биде донесено доколку немаме основни услови за тоа. И тоа е една од причините кои што предупредував и тогаш. Друга работа. Нерешени предмети, однос на правосудството. Нерешени предмети од 2017 година, чинам дека беше во управниот суд, и во јавноста слушнавме за некои 5000 предмети кои што биле чувани во ФИОКа, и тоа е сликата за жал на оваа влада, која што, видете, дојде на бранот на огромни ветувања, дека по однос на сите, значи сите сфери во општественото живење, дали тоа е образование, дали е здравство, дали е, не знам, правосудство и така натаму, дека ќе биде се во ред, но еве 5 години гледаме дека тоа, како народен правобранител, вие не го констатирате. Друга работа што сакам да ви порачам вам како на институција, по однос на анкетите што пред малку ги спомнав, дека како институција сте една од ретките во која што граѓаните имаат доверба. Продолжете таа траекторија, иако имате нов народен правобранител, и еве една порака од мене до новиот народен правобранител, иако доаѓа од политичка партија како предлог и е политичар, сметам дека логото кое што го имаше за време на кампањата ПСЕО треба да го заборави и да го остави во некоја негова лична меморија во политичка кариера. Да, за ПСЕО, за заштита на правата на сите граѓани во Република Македонија. Многу треба да внимава тој, се разбира и вие, но тој е лицето на институцијата, како понатаму таа траекторија ќе ја задржи. Затоа што ќе кажам, омбудсманот е лицето на државата по однос на демократизацијата и заштита на човековите права. Како ќе се движите, ќе видиме, сега ќе го разгледуваме, нели, и овај законот, овај извештајот за 2020 година. Јас жалам што во услови на најголеми прекршувања на човековите права, а тоа е животот сега во оваа ситуација,
Ние говориме за нешта што биле во 2019, но тоа не е обврска и не би требало да ја премолчиме, а се надевам дека ќе имаме време и можност и простор и за ова да говориме, а вие ќе ги нотирате сите, не мора да бидат представки, тоа е една општа представа за моменталната состојба која што се случува, дека тоа ќе го читаме во некој од извештаите. Зошто да не бидат и некои периодични извештаи? Значи, ние можеме да се договориме како собрание и како институција Народен правобранител нештата и да ги подобриме. Благодарам. Благодарам. Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот по извештај е завршен. На собранието му предлагам да ги утврди мерките за спроведување на препораките содржани во извештајот на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците. За гласањето по оваа точка од дневниот ред ќе бидете дополнително информирани. 48 точка. Извештај за работата на Агенцијата за администрација за 2019 година. Извештајот на работата на Агенцијата за администрација, извештајот на Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците како матично работно тело и мислењето на владата ви се доставени. Отварам претрес и ги повикувам предлагачот и претениците кои сакаат да говорат по претресот по извештајот да се пријават за збор.